Благодарам, председателе. Процедуралното го барам за да се разјасниме пред македонската јавност по однос на ова поднесена иницијатива на пратеникот Апасиев до председателот Апасиев на анкетната комисија за слободите и правата на граѓаните, дека веќе во тек е една иницијатива која што е поднесена до Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, која што исто така се однесува за трагедијата во Кочани, така да нема потреба да правиме паралелизам во ова собрание или дуализам. Веќе во тек се собираат списоци за да се покануваат гости, но исто така морам да нагласам, а и целата македонска јавност се надевам дека знае дека истрагата се уште не е завршена. Најавено е дека ќе биде завршена кон средината на овој месец, да почекаме да биде формиран тој обвинителен акт и после тоа секако дека никој нема против да се разгледува оваа тема и во собранието, таман работа да имаме против. Ние бевме иницијатори да се разгледаат и претходните несреќи кои што се случија во Република Македонија, така да само поради овие причини нема пратеникот Апасиев да ја добие поддршката на оваа комисија, бидејќи како што кажав веќе на Комисијата за политички систем се разгледува оваа иницијатива, отворени се списоците за поканување на гости, но сепак сметам дека е во ред, дека е хумано, дека е и правно, ако можам така да се изјаснам, да се заврши со истрагата официјално, да го видиме обвинителниот акт, па после да имаме навистина зашто тука како пратеници и народни избраници да расправаме на темата трагедијата во Кочани. Благодарам.